Децентрализирани финансии. Што е свежиот воздух во криптосветот? Тоа се DeFi, децентрализирани финансии, што наликува на банка, но е многу различно и има своји специфики. Едно од нив е yield farming и liquidity mining, односно ликвидно рударење. Прво да почнеме со кратката историја. Долго време добивките или губитокот во криптомаркетот зависеше само од цената на криптовалутите. Но од 2017 година беше направен децентрализиран софтвер врз основа на Ethereum блокчейн, што функционира нешто како банка, но без банкари. Со овој софтвер можете да земете позајмица, без документација, без потребен кредитен рейтинг и слично. Единствено е потребно да имате Ethereum како залог за потребната позајмица и добивате долари или стабилни криптовалути. Тоа го етаблира Maker, па потоа Compound со давање нивни токени, покасно тоа го имитираше исто така Balancer, па потоа Yearn Finance и Curve, Aave и многу други продолжија да го копираат Maker и Compound во давање на нивни токени и да ги натараат корисниците да ги користат за да ги заложуваат, и тоа се нарекува liquidity mining, односно ликвидно рударење. Од тоа учесниците добиваат висок процент на заработка. DeFi има понуда за заработка со каметни стапки и позајмици без централна власт. DeFi доживува експанзија и е иднината на финансиите.